Министерот за култура и туризам Љутков на своја рака спротивно на законот донел упатство за пресметка на плати со кои им се скратуваат правата на вработените во култура, обвинија од синдикатот. Според нив, новото упатство, донесено на 9 декември минатата година, не носи ништо ново, туку само е продолжение на спорниот начин на пресметка од април 2025 година, со кој платите на културните работници им се намалуваат за 3%. Од синдикатот вела дека тие го обжалиле ваквиот начин на пресметка на плати на суд и дека веќе досега имаат добиено 15 пресуди. Најчудното во целата ситуација е тоа што министерот Љутков воопшто не ги зема во предвид судските пресуди и продолжува на ист начин со скратување на платите на вработените во културата, обвинуваат од синдикатот. Во судските пресуди експлицитно се кажува дека ваквиот начин на пресметка не е законски и е спротивен на општиот колективен договор за јавен сектор. И сега, после тие судски пресуди, 15, колку што се добиени, ние добиваме на 29 декември упатство за пресметка на плати, кој што ништо по ништо не се разликува од тоа во април месец 2025 година. Иако владата на седницата од 9 декември дала јасни насоки платите да се пресметуваат согласно колективниот договор за култура и општиот колективен договор за јавен сектор, од синдикатот вела дека министерот Љутков тоа не го испочитувал и на своја рака донел упатство кое повторно ги заобиколува законите. Министерството за култура има добиено насоки од владата на Република Македонија, значи од нацрт седница одржана на 9 декември 2025, каде што им дава задача да направат упатство за пресметка на плати во култура, меѓутоа сопишува убаво таму согласно колективниот договор за култура и општиот колективен договор за јавен сектор. Во ова упатство повторно не е испочитуван општиот колективен договор за јавен сектор. Дополнителен проблем според синдикатот е целосното отсуство на социјален диалог. Велат дека не биле повикани на никакви преговори, иако станува збор за стотици судски процеси и сериозни финансиски импликации за државата. За овие обвинувања од синдикатот министерот не сакаше да одговори зошто новото упатство е донесено без да ја свика комисијата за толкување на општиот колективен договор, како што било наложено од владата. Советот на синдикатот на културата ќе заседава во наредните денови, пошто ќе одлучат дали ќе започнат со штрајк. Вела дека правната борба ќе ја продолжат, се до целосно почитување на колективните договори.